Сите вистински љубови се тажни. Тажна е и оваа. Од другите се разликува само по тоа што се уште трае. Тој, Колјо, не живее. Таа, Бојка, живее, стражарејки над чистите спомени за Колјо, што го сакаше. Шеснаесетти октомври 2002. Софија. За мене вече чувството љубов беше голямо и аз не можех да преживея и да чувствам по-заправо, да чувствам това чувство, љубов и в обикновените хора. И много ми беше мъчно обаче, че не се появяваше такова чувство голямо. После, по-късно се яви. Моите приятелки много добре се любеха и ме разправяха и аз се чудех как може човек да се... Въобще човек, дали е мъж или жена, дали е млад или не, или по-възрастен. И много това чувство ме мъчеше. Защо не мога да се влюбя? А после вече, като видях Колјо, и много бързо се влюбих. Двадесет и 8 август 1932 година. Вапцаров се запознава со својата идна сопруга Бојка Димитрова. Още първия път, като го видях и отдалеч, така в компания общо, и той и аз веднага почувствахме взаимна връзка. Там на обеда, тържествен обед беше, и на обеда се създаде тази връзка. Во ресторантот на фабриката, на средба на студенти од Горна Џумаја, дојдени на собир во Бараково и да се видат со Никола Вапцаров, после оброкот вратата се отвори и во собата влезе висок младич, околу 25 годишен, со сив костим, бела, раскопчана кошула, без вратоврска. Не погледна, ја крена лесно десната рака и кажа со весел глас: "Добре дојдовте." Тој беше строен, со долги раце и малку наклонети на една страна. Неговото високо, убаво чело добро хармонизираше со неговото слабо лице. Беше облечен негрижливо, но не бедно, како човек кој не обрнува внимание на надворешноста. Друштвото зашумоли, не го представија. Тогаш си помислив: колку интересно момче. Средбата продолжи со повишено расположение и весели приказни. Започнавме и да пееме. Вапцаров замоли еден од студентите, познат како добар пеач, да му ја испее народната песна "Ајде, ајде, либе стојне да бегаме". Еден од младичите го замоли Вапцаров да рецитира некоја песна, да каже нешто за душата, како што се изрази тој.
Вапцаров учтиво одбиваше. Но колку што можев да видам не го оставаа на мира. Почна да ја кажува со топол глас Демон од Лермонтов. Ние бевме како хипнотизирани. По наше настојување, тој рецитираше уште стихови. Почна да кажува стихови од Пушкин, од Јаворов. Ние бевме поразени не само од неговото мајсторство, но и од тоа што знае наизуст толку многу странски стихови. На збогувањето тој ми ја стисна силно раката и ми каже со лесна насмевка: "Сега ние сме другари, нели?" Јас климнав со главата. Тој се заврте и замина назад кон фабриката. Фабрика. Над неа облаци од дим, а народот прост. Животот е здодевен и тежи. Животот е без маска и без грим, песелут што озабен се ежи. Треба да се бориш, си од упорство ке треба да се сториш за да дрпнеш од устата пцошка, од забите на тој песна кострежен, лебец трошка. Шибаво халите каишите, чкрбот на трансмисии се слуша. Станува загушливо да дишеш, не би можел спокојно со душа. Недалеку ветрот в поле роден, нишка нивија сонцето блешти. Дрвја опираат во сводот, а сенките халите ги склештиле. Туку, колку туѓо, колку не ни требе тоа поле во заборав сето. Една рака ги фрли на сметот и дилите со синото небе, зашто мигот на некаков занес би значило да загубиш попусто две работни раце што те хранат. Низ тој шум, тој тресок на машините, без друго ке треба да се црка, да можат зборовите да го минат пространството без ниедна збрка. Со години цркав, вечност цела, узнавав и другите да блујат јад, машините, фабриките, човекот од најзафрлениот и темен кат. По тој цркот стана заштитник, со кого си го браневме животот наш така. Му ставиш ли прат, некој ќе ја скршиш собствената рака. Ти се мачиш фабрика од горе, пак да трупаш дим и саги, пласт врз пласт, попусто. Не научи на борење, сонцето ќе слезе покрај нас. Фабрико, на толку луѓе болко ледна, од труд црн оцрнети се тие, неуморно во тебе срце едно, во 1000 други срца бие. Аз бех млада, хубава. Пъргава. Танцувах, лудувах. И после постепенно се ожених. Видях го Колю и се влюбих в него. Воскреснуваат во паметта нашите спомени. Воскреснуваш насмевната, вита и стројна. Воскреснуваш понекогаш и прекорувачки и недоволна. И ми станува чудно како сум можел порано да живеам без тебе. Не можам да разберам со што можеше да го освоиш толку здраво човеков. И се радувам што не можам да разберам. Затоа што љубовта не може да се анализира. И така, Боја, љубовта не може да се разбере. Ти одговарам на прашањето, но таа може да се почувствува. Ете, целото суштество ми е исполнето со некакви еферни далги. Лесно ми е. Ми се чини да ги раширам рацете, ке полетам. Може би тоа е проекција на мојата вообразба, но погоре чувствувам дека душите ни се сливаат во симфонијата на убавината, обкружени со ореол на безбројни светлини. Те бакнувам тивко, за да не ти ја избркам насмевката.
Колјо. Со Колјо се венчавме на 11-тиот ден од месец февруари во 1934 лето. Се вративме по истиот пат во веќе не ергенската соба на Колјо. Беше подготвена скромна слава за најблиските. Јадевме, пиевме, пеевме, танцувавме. Свадбата продолжи до доцна во ноќта. Боја. Моја ненадејна среќо. Моја песно. Што задзвонила, што одлетала далеко зад падините на Витоша и што го оставила одекот на еден вечен спомен да се носи во моето срце на пловни, топли бранови. Боја, ти знаеш ли колку те сакам? Боја, си спомнуваш ли за човекот чија што душа се стреми кон сонцето, а е заплетена во мрежата на фабричките оджаци на дим? Си споменуваш ли за човекот кој што ја жедува просторната слобода, а душата му е заклучена во ритамот на машините? Спомнувај си, Боја. Спомнувај си. И тој ќе ти го даде сето срце, полно со непрозирна мака и копнеш за среќа и вечна убавина. Беше ли Колјо човек што го сакаше животот? Има ли човек да не обича живот? И за најелементарно некој пат работа, најобикновена, може човек и да си развали своето настроение и да развали на другите настроението. Въобще, но много е относително това нещо, настроението. Мила Боја. Надворед звездена ноќ. Сигурно сега во полето има многу аромат, многу зеленило и младост. Јас сум пак при машината. И покрај тоа што низ прозорците огромни пролетта не навлегла низ нив. И затоа тука нема ниту зеленило, ниту младост. Но душата ми се носи сега над зелените ниви загледани во звездите. Звездите, огнено жедните очи на невидливите сини птици, полетани кон небото. Расположбата ми е опфатена не баре од сонливите мрежи на некаква приказна. А приказната, таа ноќ, ќе ти раскажувам. Немаш ништо против, нели? Ако ти досадуваат, ќе ми кажеш. И јас друг пат нема да ти раскажувам приказни. Впрочем, оваа не е нималку интересна, но не знам зошто сакам да ти ја раскажам. ...24 јули 1942. Кога не видоа вишите полицајци, страшно се јадосаа. Ни заповедаа веднаш да ја напуштиме касарната. Пак долги и долги заветувања. Прокураторот разреши да останам на свадбената церемонија. Пријателката на Антон Попов, Росица Манолова, беше решила да се венча со него. Таа се надеваше милата дека после венчавката ќе го одложат исполнувањето на пресудата. Осудените излегоа од сивата полицајска кола и пак запрашаа какви се соопштенијата на Советското информбиро. Им ги одврзаа рацете, не заобиколија во обрач и не ни испуштаа од очи. Што да се зборува во тој миг? Стоиме фатени под рака. Се
секој го слуша биењето на срцето на другиот, тогаш Колјо прв проговори. Боја, во последните минути на животот ти кажувам чесно и искрено дека ти и мама ми бевте најблиските, најскапите суштества, но јас не можев да направам ништо убаво за вас. А сега е веќе доцна. Проштевајте. Што да ти кажам на проштевање? Ти, што сметаш да правиш? Не знам. Не се тревожи за мене. Ги напрегнав сите сили, му ја стиснав раката и прошепотив. За себе што ке порачаш? Гледај тетратките со стиховите да не пропаднат. Скрите ги добро и кога ќе дојде слободата, Христо Радев да ги редактира и да помогне за поубаво отпечатување. Ни кажа дека треба да се разделиме. Колјо ме прегрна, замолче за миг, тогаш му го слушнав биењето на срцето, а потоа се бакнавме за последен пат. Збогум Боја, поздрави ги мама и другарите, рече Тивко Вапцаров, истискајки ми ја раката до болка. Збогум мила Боја. Ни изведоа надвор. Ни заповедаа веднаш да се качиме во приготвената кола. Не симна на плоштадот Света Недела. Строго ни заповедаа да се разотидеме по домовите. Градот одамна спиеше, а тогаш Колјо веќе не беше меѓу живите. Понекогаш ќе доаѓам во твојот сон, како нечекан и далечен гостин. Не ме оставај надвор на патот, вратите не затварај ги. Ке влезам тивко, кротко ке седнам, ке го вперам погледот во мракот да те видам. Кога ке се наситам гледајки те, ке те бакнам и ке си отидам. Приятни песни. Песента е приятна. И така изведнъж избухне. Сите вистински љубови се тажни. Тажна е оваа. Од другите се разликува само по тоа што се уште трае. Тој, Колјо, не живее. Таа, Бојка, живее, стражарејки над чистите спомени за Колјо, што го сакаше.